До 10 август да се реши проблемот со визите на возачите кои транспортираат во земјите на Европската Унија, побараа вчера асоциациите на транспортери од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Писмото кое што ќе го пратиме денеска, односно утре, до Брисел, Европската комисија во Брисел, е барање да се најде решение трајно или привремено, за да не почне од август да се бројат денови на престој на возачите, бидејќи според математиките кои што ги правиме од 10 април до август веќе ќе има доста возачи кои што ќе ги надминат тие 90 дена, така да за да се надмине проблемот, сакаме на овој начин да упатиме порака до Брисел, меѓутоа да упатиме порака и до сите 4 влади на државите да се здружат заеднички да бараат решение. Транспортерите како краен датум го одредија 10 август, што е релативно брзо. Дали е можно проблемот до овој датум да се реши и што ако не се реши? Ако постои политичка волја на бриселската администрација, многу брзо може да се реши проблем. Бидејќи они си направија проблем и себе си, намален е приливот на возила кои што да вршат превоз од регионов, што значи дека и на нив во Европска унија им се покачаат цените на превоз, што значи сами си ги покачаат трошоците на работењето. Од друга страна, оневозможуваат брз проток на стока која што оди во Западен Балкан и обратно. Министерот за транспорт и врски и вице-премиер Александар Николовски повеќе пати изјави дека потреба од протести нема, бидејќи Македонија проблемот ќе го реши индивидуално. Ние имавме состанок со министерот Александар во понеделникот, минатиот понеделник. Разговаравме за истото, значи има две работи. Државите сите посебно на билатерална основа разговараат поединечно со државите членки на Европска унија за да се донесе можност за да се најде привремено решение. Меѓутоа, она што се оди и настапува во Брисел е можноста да се најде генерално заедничко решение. Проблемот на возачите е правилото 90 од 180, што значи дека тие во земјите на Европската унија може да престојуваат најмногу 180 дена во годината. Потоа тие се изложени на ризик од големи казни, забрана за влез, а во многу случаи и депортација.